Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани колеги, навистина ми е драго што денеска сме во посета на општина Куманово и реконструкцијата која што се одвива во Христијан Карпуш училиштето, кое што многу години не е реконструирано, а со ова кое што се појавува како вложување од Министерството за образование и наука и владата, во ова училиште ќе се добијат подобри, помодерни, посовремени услови за учење на секој ученик. Ние како влада сме навистина посветени да постигнеме подеднакви стандарди и квалитет на учење за секое дете во секоја општина, и урбана и рурална, затоа што учениците во училиштето не само што добиваат соодветни знаења, туку тие го спознаваат и општеството, добиваат одредени вредности кои што понатаму треба да ги практикуваат во своето живење. Ако училиштата се убави места за учење и за работење за учениците и за наставниците, тогаш веројатно и нивните постигнувања ќе бидат многу повисоки. Ние главно сме посветени на три цели во образованието: инфраструктурно подобрување на сите училишта во државата. Во овој буџет само за 2021 имаме 1 милиарда денари кои што се насочени кон инвестиции. Гледате дека речиси во сите општини имаме по некоја реконструкција по училиштата. Во Куманово има интензивно 3 договори кои што се потпишани за реконструкција на училиштата. Втората работа која што е значајна се програмите кои што нужно требаше да се променат за да може учениците да ги постигнат своите максимални потенцијали. Почнуваат со нови програми за прво и четврто одделение од септември месец. И третата најважна работа според мене е подобрување на квалитетот на настава преку унапредување на знаењата и вештините на наставниците и нивна поддршка во процесот на настава. Затоа сме насочени кон нивно обучување, дообучување и грижа за да се олесни бирократијата, а при тоа да тие може да се посветат на настава. Но значено е дека нивната економска и правна сигурност е многу значајна за нас како влада и токму затоа направивме закон за наставници кој што беше доставен во собранието, но бевме сведоци вчера дека не успешно беше дискутирањето на Комисијата за образование во собранието,
каде што опозицијата го блокираше повторно дискутирањето за овој закон, кој што гарантира трансформација за повеќе од 4700 наставници, кои што во моментов немаат правна сигурност на нивното работно место, но исто така во тој закон стои клаузула во која што се забранува понатаму девалвирање на платата на наставникот, затоа што за прв пат се усогласува со минимална плата. Како минималната плата ќе расте, така ќе растат и платите на наставниците, но опозицијата како и досега што докажуваше дека не се грижи за наставниците, продолжува на истиот начин да ги блокира сите оние законски решенија што се во интерес на граѓаните, но и сега специфично во интерес на наставниците. Благодарам. Така, почитувана министерке за образование, почитувана министер за внатрешни работи, почитувани пратеници, представници од општината, колеги, огромна чест и задоволство ми е што како директор на училиштето да се заблагодарам на донацијата од страна на Министерството, значи проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и реконструкција на основни и средни училишта во Република Северна Македонија, каде што добивме буџет од околу 8.877.000 денари, во кој што се употребени за замена и реконструкција на сите дотрајани прозорци, санација на подови во сите училници и реконструкција на санитарните јазли во крилото за оделенската настава. Проектот се реализира со поддршка и од градоначалникот и од општината. Преку истата програма подпишан и договор за изградба на техничка документација за реконструкција на фасада на училиштето со термоизолација. Се надевам дека со оваа реконструкција ќе се подобрат и ќе се створат подобри услови за работа на учениците и вработените во училиштево. Во исто време паралелно ќе се изработи и во соработка со фондација Чекор по Чекор, ќе се работи и изградба на пристапно ВЦ, за ученици со инвалидитет. Но тука нема да застанеме со работа, ќе продолжиме и понатаму со изработка на проекти, аплицирање и добивање на нови проекти, се со цел да го современиме училиштето и просторот за да учениците се чувствуваат покомотно и посреќно додека се во училишниот клуб. Благодарам. Добар ден, почитувана министерке за образование и наука, почитуван министер за внатрешни работи, почитувани присутни, почитувани вработени во училиштето Христијан Тодоровски Карпош од Куманово. Навистина ми е чест и задоволство што како пратеничка сум денеска на увид заедно со присутните гости во реконструкцијата на училиштето, со кое што значително ќе се подобрат условите за работа на учениците, но и условите за работа на воспитно-образовниот кадар. Морам да кажам дека во законодавниот дом се соочуваме, како што рече министерката, навистина со деструктивни политики на опозицијската ВМРО-ДПМН во моментот. Законот за наставници и стручни соработници е заглавен во нивните безцелни процедурални обраќања и се надеваме дека во наредниот период ќе успееме да го донесеме ова законско решение со кое што се обезбедува правна и економска сигурност на наставниците и воспитно-образовниот кадар и на тој начин ќе се овозможи нивно вработување на неопределено време, со што ќе се ослободат од притисокот кој што го чувствуваат секоја учебна година. Се бориме со сите законски решенија и со сите оние средства кои што ни стојат на располагање како народни избраници, да го подобруваме воопшто животот на нашите ученици со сите оние законски решенија кои што се во полза на образованието. Ви благодарам.